Власта и опозицијата конечно ја стартуваа дебатата за тоа како треба да биде скроен законот за покачување на минималната плата. Од опозицијската ВМРО ДПМН поднесоа 4 амандмани, со кои бараат искалесно покачување на сите плати во јавниот сектор согласно минималецот, а побара и поддршка од власта и за предлогот за зголемување на пензиите. Од власта денеска експресно ги одбија сите амандмани. Класично за власта, класично за владата, со спинови, со полувистини, со изместувања се обидуваат да се анулираат одредени тези. Конкретно ни се пласира и овде и на јавноста дека ова бил закон за минимална плата и не можело да се уредува другите плати. И демека ете имале волја, имале диалог. За представниците од СДСМ предлогот за скалесто покачување на платите бил паушален и според нив тоа се правело со колективните договори и сега не било предмет на расправа. Опозицијските партии побараа и државата освен при донесите за плати да го плати и персоналниот данок. Велат мерката наместо една година да важи до 2024. За власта и ова не беше прифатливо. Износот кој што е опфатен ги има само при донесите, но не и личниот данок. Ако се додава и личниот данок, ние како Алијанса на албанците бараме да бидеме износот да биде 1505 денари. Овдека се заедно и при донесите и личниот данок и ние бараме ова да биде во идните 3 години. Зголемената нето плата од 15.194 до 18.000 ги државата ги покрива, владата ги покрива при донесите кои што се во рамки на оваа зголемување, во кои што се вклучени, како што реков, придонесите за пензиско и инвалидско, придонесите за здравствено, придонесите за вработување и личниот данок на доход. Од тие причини не се прифаќа амандманот. Комисиската расправа според деловникот ќе трае 3 дена, бидејќи предлог измените се поднесени по скратена постапка. Со предлог законските измени минималната плата веќе од следниот месец ќе изнесува 18.000 денари, па така нешто повеќе од 80.000 работници ќе добијат покачување. Инаку растот на минималецот е договор меѓу синдикатите, работодавачите и владата.